Полна трпеза, вкусни и на оздрави специјалитети подготвија учениците, родителите и наставниците во основното училиште Кирил и Методи во Иловица. Во спортската сала на училиштето организираа настан по повод Светскиот ден на децата 20 ноември. Од училиштето велат дека е важно да се развие правилен однос кон здравиот начин на живот и тоа бил основен мотив за денешното случување. Децата и родителите присуствуваа и на предавање за здрава храна кое што го одржа доктор Маја Џонлага. Таа вели дека културата на живење и здравите навики се градат уште од најрана возраст. Значи се јавува кај децата болести се јавуваат кои што се резултат на неправилна исхрана, неправилен начин на живот, имаме гојазност, имаме дијабет кај децата, има анемии, алергии. Би сакала да напомнам дека наша задача и како родители, и како наставници, и како здравствени работници е што повеќе да зборуваме на оваа тема, што повеќе да ги анимираме децата да допред до нив, да ги смениме нивните ставови, нивните погледи на начинот на живот, бидејќи не секогаш вкусната храна и здрава храна. Наша работа е да ги смениме тие работи. Значи, децата се сунгери, тие прифаќаат од нас. На тој начин ќе изградиме една здрава популација, едни млади здрави луѓе кои во иднина ќе имаат помалку проблеми со нивното здравје. Денеска на глобално ниво се одбележува Светскиот ден на детето, кој има за цел да го сврти вниманието на широката јавност за сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои се соочуваат децата. Секојдневно сите ние сме сведоци на фрапантни податоци и на многу примери на разни заболувања кои што имаат, за жал, директна поврзаност со начинот на исхраната, односно со стилот на живење. Затоа сметавме дека многу е важно да се инвестира во правилната, во навиките за правилна и здрава исхрана, кои понатаму би биле столб за понатамошниот развој на една здрава и среќна личност. Заради тоа, ние како училиште, како општествено одговорна институција, сакавме овој ден да го одбележиме на тој начин што ќе го актуализираме токму правото на децата на здрава исхрана. За таа цел беше организирана манифестација под слоганот "Здрава сегашност за среќна иднина". Вклучени беа ученици од 3-то, 4-то и 5-то оделение, односно беа вклучени всушност сите засегнати фактори во проблемот, тоа се учениците, наставниците и родителите. Целта на настанот е да се промовира здравата, односно природната исхрана и да се подигне свеста на учениците, меѓутоа и на нивните родители, за значењето на храната во однос на нивното здравје. Понатаму имавме една кратка работилница под наслов "Здрава, брза храна", во која присутните можеа да се уверат дека здравата храна, односно брзата храна, не мора секогаш да биде и нездрава. Се уверивме како брзата храна всушност истовремено може да биде и многу вкусна и многу здрава. Се изработија овошни шејкови кои што имаа можност да ги вкусаат присутните и беа воодушевени од сето тоа. И на крај настанот завршува со базарна храна, кој што базар е продажен, за време на кој присутните можеа да вкусаат од преубавите, од превкусните обруци кои што ги подготвија родителите и наставниците заедно. На 20 ноември 1959 година Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Декларацијата за правата на детето и на 20 ноември 1989 година ја усвои и Конвенцијата за правата на детето, во која се нагласува дека сите деца имаат права кои произлегуваат од оваа конвенција, без оглед на тоа кои се, каде живеат, што им работат родителите, дали се сиромашни или богати, на кој јазик зборуваат, на која религија или култура и припаѓаат, дали имаат некоја попреченост или инвалидитет.